Генерално впечатокот е дека Република Северна Македонија останува најуспешната и најпозитивната приказна во регионот и нема некаква суштинска дилема по однос на фактот дека сме спремни за да отвориме ново поглавје во членството во Европската Унија. Тоа што сега разговараме е кое ќе биде влијанието на европските парламентарни избори, но самиот Брекзит на календарот и на динамиката на донесување на некои одлуки. Фактот дека комисијата ја ќе го објави извештајот за земјата на 29 мај остава многу ограничен простор за да можат парламентите на Германија и на Холандија да заземаат став по однос на таа препорака, иако повторно ќе кажам нема политичка дилема по однос на фактот дека ние заслужуваме да го отпочнеме тој процес. Така да денеска брифираме кај членовите на Европската комисија во Бундестагот за неопходноста да се создаде една предвидливост во овој процес, бидејќи сите овие непредвидливи процеси може да доведат до дополнителна компликација понатаму. Така да сега прашањето е во кој месец Бундестагот ќе го разгледа прогрес извештајот од Европската комисија за да може потоа владата мериторно да донесе одлука во Советот на Европската Унија. Ние сме оптимисти дека оваа година почнуваме преговори. Главниот впечаток од оваа важна и навремена посета на Берлин заедно со вице-премиерот Османи, средба со важни пратеници, сесија со Комитетот во Бундестагот за европски прашања, министерот за Европа Михаел Рот, лидерката на конзервативната партија Анегрет Крамп-Каренбауер. Јасно е дека Европската Унија, ако сака да подржи храбро и визионерско лидерство, политика на компромис, решавање на тешки прашања, градење на европска демократија, силни институции и одговорност, треба да се поддржи нашиот напор и да се донесе политичка одлука за почеток на пристапните преговори со Европската Унија. Нема сигнал дека има некаква дилема околу нашето портфолио. Зборуваме главно за процесот и за времето кога ова ќе се случи, бидејќи има многу надворешни фактори што влијаат на процесот на одлучување, меѓу другото и подоцнежното објавување на извештајот на Европската комисија оваа година и краткото време за Бундестагот да организира информирана дебата. Во секој случај, охрабрени сме и денес утре ќе се вратиме дома со охрабрување и со поддршка од нашиот меѓу најважните партнери Германија.